Во рамките на 18-та средби под Јаворита видео Подгорец, денеска во црквата Свети 15 Евреополски свештеномаченици во Струмица се одржа научен собир на тема книжевната оставнина на видео Подгорец, влог во издигнувањето на современата македонска литература во национален и меѓународен контекст. Оваа година за прв пат организираме научен симпозиум со една тема која што е, можам да кажам, можеби општа за делото и значењето на Подгорец, меѓутоа доста темелна. Книжевната оставнина на видео Подгорец, влог во издигнувањето на современата македонска литература во национален и меѓународен контекст. Заради тоа што сметаме дека видео Подгорец не е соодветно третиран од научната јавност и поради тоа мислиме дека продлабочувањето, навлегувајќи длабоко во неговото дело, можеме да извадиме на површина такви вистини кои што, верувајте, имаат и универзални пораки. Писателот Киро Донев, кој е близок пријател и соработник на видео Подгорец, ја почнал оваа манифестација за прв пат, но смета дека недоволно се третира делото на големиот Подгорец. Чинам дека видео Подгорец беше запоставен, не му е дадено вистинското место на полето на литературата, бидејќи тој еден од нашите најплодни автори. Има објавено 108 дела и тоа сите од сите жанрови, не само за деца, туку и за возрастни. Чинам дека овој пат, иако прв пат ја отворивме оваа манифестација 2002 година, овој пат како да воскреснува пак тој меѓу младите, заради тоа што прв пат вистински му се дава значење на неговото творештво. На денешниот научен собир, лично искуство и средба со Подгорец сподели градоначалникот Коста Јаневски. Јас би сакал во оваа прилика да споделам и едно мое лично искуство со овој поет. Имав таа чест и задоволство лично да го запознаам. Иако во тоа време не бев свесен за грандиозноста на овој човек, бев можеби чудно сега ви изгледа, но бев дете, мало, и со нетрпение ги очекував редовните изданија на Другарче и Развигорче, во кој тој повремено се јавуваше. И тие броеви во кои што тој на првите страници имаше своји кратки раскази, толку силно ме пленија, не знаејќи за неговото потекло, дека е тука близко до нашите предели, односно наш сограѓанин би кажал, толку предизвикаа во мене некои емоции и чувства и ми стана еден од омилените мои писатели и творци во оваа време. И се сеќавам со големо задоволство во една наредна прилика, во близко тоа време, имајќи потреба од некоја консултација со татко ми кој беше лекар, не посети во нашиот дом и тој мој впечаток онака детски искрено му ја кажав. Веднаш донесе неколку од неговите дела кои ги возеше во автомобилот и напиша толку убави со еден извежбан ракопис, толку убави посвети кои што веројатно од чистината на неговата желба голем дел од нив и се остварија во мојот живот. Прв пат оваа манифестација е одржана на 5 годишнината од смртта на писателот Подгорец. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето на граѓани средби под Јаворита видео Подгорец, заедно со просветно дело. Годинава се распиша литературен конкурс на слободна тема на ученици од основните училишта, на која пристигнале творби од повеќе училишта од државата.